Дали Весна Дамева смеела да гласа за нов председател на Врховниот суд, откако претходно со одлука била иземена да председава со комисијата за негов избор? Оваа дилема ја разбрани јавноста откако Фидани беше избран за председател на Врховен со неопходните 8 гласа, меѓу кои оној на судиката Дамева. Од Сдруженијето Сите за правично судење, кој го мониторираа целиот процес од почеток до крај, забележуваат дека на седницата кога се избирал председател на Врховен, требало, но не било дадено образложение дали Дамева треба да гласа или не. На седницата кога се бираше председателот на Врховниот суд, ние навистина не слушнавме никакво образложение дали истата треба или не треба да биде иземена по однос на ова прашање, а со оглед дека претходно била иземена. Така што тоа требаше дефинитивно многу подобро да биде образложено и јасно кажано на седницата, за да не се остави впечаток дека можеби имаме пристрасно гласање за време на седницата. Дамева претходно побара да не биде председателка на комисијата за изборот на председател, за да не остави како што се изјасни каква било дамка на процесот. Побарано да биде истата иземена и од комисијата со образложение дека има судски предмет во кој што нејзиниот сопруг е странка во постапката и истата смета дека не треба да остави, мислам дека црна дамка, нешто така беше во записникот наведено, во самиот процес, кога истата беше побара да биде иземена, што судскиот совет донесе одлука да биде иземена од комисијата. Весна Дамева за сите утврди дека во втората фаза, поточно при изборот за председател на Врховен, пропаднале сите причини поради кои претходно побарала да биде иземена од постапката. Одговорно тврдам дека на седницата на 26.5.2025 година не постоја било какви околности кои евентуално може да го доведат под сомневање мојот глас кој го дадов слободно, совесно и непристрасно. Фактот дека не постоја околности во моментот на одлучување за избор на председател на Врховниот суд на 26.7. го утврдив од увид во веб страната на Врховниот суд на Република Северна Македонија, каде што објавена одлуката за која претходно побарав иземање заради евентуален сомнеж и може да се констатира дека судијата Африн Фидани не учествувал во одлучување на наведените правни лица за кои се дигна на некој начин галама. Председателот на судскиот совет Камбовски поради состаноци став на темата ни најави во понеделник. Инаку од Сдруженијето кое го мониторираше целиот процес за избор на председател на Врховен, заклучуваат дека не слушнале доволно аргументи зошто Фидани треба да седне во највисоката фотелја во судството. Имало повеќе објаснувања зошто Беса Адеми не требало да добие втор мандат. Фидани стана нов председател на Врховниот суд со 8 гласа за и 5 против од членовите на судскиот совет. За него гласа и Самедин Лимани, Джениета Бектовиќ, Весна Дамева, Милјази Мустафа, Селим Адеми, Павлина Црвенковска, Аритон Ала и Ханиф Зендели. Членовите Антонета Димовска, Ивица Николовски, Данка Ристовска, Тања Чачарова Илиевски, председателот Камбовски, не гласаа за ниту еден од двајцата кандидати. За подсетување, во средината на март, на скоро половина од членовите кои гласаа за новиот председател на Врховниот суд, им беше изгласана интерпелација во собранието. Недоверба беше изгласана за Мустафа, Црвенковска, Адеми, Дамева и Чачаровска Илиевска. Габриела Лескова, Сител телевизија.